Иако долго ги најавуваа и ветуваа протести до исполнување на нивните барања, по само еден ден оризарите се повлекоа од регионалниот пат Штип-Кочини и се вратија на нивите. Затоа што беше најавена само за 2 часа блокирање во двата правца. Меѓутоа полицијата малце не ни даваше и луѓето самоволно викат нема да се воден правец во 2. И тоа 2 часа, не во 3 часа. Толку беше најавено. Повеќе и да сакавме, така беше најавено и ние го почитувавме до крај. Отстапувањето според Арсов е привремено и е нов залет во поорганизирани и посилни протести, за кои тој вели дека е можно и да се радикализираат. Протести ќе продолжат во вторник. Во вторник тоа 28 мислам дека е. На 28 тоа со поголем интензитет и мислам дупло повеќе народ има и механизација на пат. Седок не дојде некој од надежните, од премиерот до министерот Арија Ходжа. И ни нема да отстапиме ни педа од сето тоа. Дури механизацијата ќе остане и на пато до недогледно време, седок нас се бави на бјат исполнет. Дали заканите на оризарите ќе се остварат е неизвестно, бидејќи дискретно во себе тие очекуваат, а воедно и даваат прилика на договор со владата. На нив секој ден им е скап, а протестите им носат само дополнителни трошоци и загуба. Сепак во контекст на проблемот со цената на оризот денеска се огласи премиерот Заев, кој изјави: Во делот на оризовата арпа помагаме континуирано и по делот на хектаража и по делот на субвенциите. Дадов инструкции и насоки на барање на министерот после консултациите да имаме максимален фокус и посветеност. Ние постоиме за граѓаните, без разлика дали се тоа во Кичево или во Кочани, дали се во Ресен или Кавадарци, на сите страни тука сме да служиме и да помогнеме и нема да ги оставиме сигурно така.